Во овој 30-дневен подготвителен период, сите земјоделци и агробизнисмени што сакаат да конкурираат, а ги исполнуваат условите, имаат можност да ја подготват потребната документација за аплицирање на новиот повик. Јавниот повик ќе биде објавен после оваа најава, а ќе може да се конкурира за добивање на средства во оваа мерка по принципот на кофинансирање. Конкретно, оваа мерка овозможува кофинансирање за инвестиции за алтернативно земјоделско производство, производство на прехранбени производи и пијалоци, производство на непрехранбени производи за неетички дејности, обезбедување на услуги во земјоделството, развој на услуги за руралното население и клучно промоција на руралниот туризм. Или конкретно, заинтересираните ќе може да аплицираат за модернизација на постоечките или отварање на нови погони за производство на тестенини, колачи, фарми за одгледување на зајаци, дивеч, насади за дрва и дрвна маса, аквакултурни фарми за сладководна риба, отварање на кино, радиодифузно предпријатие во рурални средини, како што се радио или локални телевизии, сместувачки капацитети, како и отварање на ресторани кои нудат угостителски услуги. Мерката 7 овозможува кофинансирање на инвестиции за алтернативно земјоделско производство, за производство на прехранбени производи и пијалоци и тоа, производство на непрехранбени производи за наетчиски дејности, обезбедување услуги во земјоделството, развој на услуги за руралното население и промоција на руралниот туризам. Согласно програмата, 65% од прифатливите трошоци за реализираната инвестиција ќе им бидат вратени на апликантите преку средствата на ИПАР-2 програмата. Откако ќе истече подготвителниот период кој што тече од денес, платежната агенција ќе го објави и повикот, пошто сите заинтересирани ќе може да поднесуваат барања за добивање на финансиска поддршка преку ИПАР програмата. Ова е втор повик за мерката диверсификација на бизниси, а за првиот повик веќе се склучени 23 договори во претходните неколку месеци, чие што инвестиции изнесува 4,3 милиони евра, а на овој повик очекуваме расположливи средства да имаме меѓу 8 и 10 милиони евра. Николовски и Бабовски посочија дека токму преку оваа мерка диверсификација на фармите и развој на малите бизниси се создаваат услови за развој на најмојкниот дел од економијата, а тоа се малите и средни предпријатија, кои се моторот на домашната економија. Од Министерството во наредниот период преку сите мерки и политики велат дека создаваат поволна бизнис клима за раст и развој на домашната економија, а еден од начините е преку ефикасната искористеност на мерките од ИПАР програмата.